Звучни апарати додели Националниот сојуз на Сдруженијата на слепи лица на Македонија на членовите на Сдруженијата низ државата. За Сдруженијето од Кочани такви апарати добија 20 лица, членови на Кочанското здружение, за што се задоволни и благодарни, истакнаа од Сдруженијето во Кочани. Ние секоја година добиваме од Националниот сојуз за слепите помагала. Беа лани, оваа година, ово е прва пат оваа година што дават, до лани дава апарати за притисок, апарати за шекер и топломери. А оваа година некои новини исклучили и дојде во понеделникот председател на Националниот сојуз од Македонија и генерален секретар доделија викнаане, вика председателе, може да собереш 20 членови, сакаме ние лично да ги поделиме на членовите. Инаку Сдруженијето на слепи лица Кочани е меѓуопштинско здружение и во него членуваат граѓани од општините Кочани, Виница, Берово, Делчево, Пехчево, Каменица, Зрновци, Чешиново, Облешево, со изгубен и оштетен вид поголем од 90%. Моментално брои 128 членови, а постои 65 години, со постојано членство кое се класифицира во 3 групи во зависност од оштетувањето на видот. Сдруженијето на слепите лица Кочани 2018 ја заврши успешно во однос на реализираните планирани активности. Сдруженијето во 2018 година се залагаше за остварување на сите човекови права на слепите лица, вклучувајќи го и правото на писменост, образование, рехабилитација, вработување и адаптација на работна средина, независно живење со помош на персонални асистенти и тифлотехнички помагала, спортско и рекреативни активности, како и полесен пристап до информации. Остварија контакти, средби и дружења меѓу членовите за остварување на одредени потреби. На организационен план редовно се одржуваат седници на извршниот одбор, собранието, комисиите при Сдруженијето на слепите лица Кочани. Одбележување на значајни денови, меѓу кои меѓународниот ден на белиот стап 16 октомври, а членовите редовно учествуваат и на надпревари од областа на спортот што се организираат во државата. Имаме еднодневен излет во Дојран. Имаме и тематски работилници со Црвен крст, соработка и со другите здруженија на слепи од Македонија. Имаме семинар за жени, оваа година имаме семинар за жени во Драч, Албанија и во Битола на Моника. Ние по програмата се пошто работиме за жените, организираме за 8 март. Имаме си тамо во секоја година ние за мај месец, последната недела во мај месец, имаме изгледи. Ги собираме членовите, искачаме дали киде во Бели Лан го бевме и после у август не е последната недела за Дојран. Сдруженијето презади активности за разрешување на одредени состојби и проблеми во остварување на правата на бесплатен превоз, телефонски сообраќај, патарина, болничко лекување со право на придружник, додаток за слепило и туѓа нега, набавка на звучни и тифлотехнички помагала, како и пошироко третирање на прашања поврзани со животни интереси на членовите на Сдруженијето. Кочанското здружение ја продолжува соработката со Националниот сојуз на слепите на Република Македонија, локалната самоуправа на Кочани, Центарот за социјални работи, установи, институции и бизнис секторот, а активностите секоја година ги заокружува со заедничка средба на сите членови.